Втора категорија – програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Чекај малце. Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на ТВ Сонце. Дај широк кадар. Так. Не случајно е ова ставено. Непосредно пред емисија ме посети една дама. Жената и ми даде подарок. Нешто разговаравме, направила црква во Галичник, ништо не бараше, само едноставно сакаше да ме запознае, сакаше да ми даде подарок. Јас сум благодарен и благодарам на господја Гора за овој прекрасен подарок. Еве и јавно, навистина сум збунет во живот, не сум добил разни подароци онака, ама вака нешто. Ова е ракотворба од низината мајка, она е од Западна Македонија се, Галичник и така натаму. Правено е по нејзини назори и така натаму, не е значи нешто оригинално и направено со љубов. Ја навистина не се чувствувам достоен, ниту заслужен да добијам ваков подарок, но едноставно уште полошо би било кога би го одбил тоа и затоа, како да ви кажам, затоа го примам. Не само јас лично, туку го ја прима емисијата. Ако ја прима емисијата, ја емисијата одамна ја споделувам со целиот македонски народ, но и со гледачите, и емисијата е дел. Така што ова што доаѓа ваше овдека на некој мене што ми го давате на некој начин е наша. Ја ова нема никогаш никаде да го носам, останува тука и добро, не знам навистина. Еве малце нека ми топли атмосфера ова волнена творба што ја имаме. Океј, драги мои пријатели и пријателки, ја вечерва би отворил тема. Дојде велеможниот? Не, а? А дојде? Оти не се поздравивме, добро. Вака, људови, денеска брзо ќе отвориме темата и ќе ги отвориме телефоните за... Да, ќе ги отвориме полека, 3 влакна и не можем и тие да ги исконтролирам. Треба да си го контролирам животот. Ајде. Вчера се обидов да наметнам тема несериозно за лебот и цените. Китка ми вене, лебот ми дреме е резултатот од
тоа. Фала му на Тале што се јави и направи новинарски прилог за темата. Иако почнавме за леп, одржа лекција од пол саат за македонска музика, така што тоа му е кеф, тоа нека збори. Ја ќе се обидам тема да наметнам. Добро, не мора, вади ги одма телефоните. Дали се чувствувате безбедно во својава земја? Синоќа имавме навистина една, како да кажам, гангстерска класична пресметка во градот со влегување со оние униформи, со користење огнено оружје, стрелање, екзекуција во глава, значи типично класично филмски. Та, пињао, пупунец. 7 души се повредени, 2 се мртви. Можам само да дзирнам да видам што се најновите вести во врска со темава. Еве, со фантомки на глава, можеш компјутерот да го дадеш, со фантомки на глава, убиството како на филм. Обвинителството ги обезбеди снимките, се истражува запаленото возило. Возбудливо, нели? Откако све се заврши, еве го возилото опожарено со кое побегнале. Значи, синоќа Скопје го потресе вооружен напад, кои се убиени 2 лица, едно е повредено. Случајот се случил во Кафуле, во ова Кафуле. Кој е Кафуле? Појма не. Добро. Во близина на Скопското Кале. МВР соопшти дека биле 5 вооружени лица, облечени во црно и со маски на лицата. На 6.3.2023 во 2011 СВРЗ Самуилова Скопје 5 лица пукале во ЈК 37 и 28 кои починале на место на настанот и Коната 34 од Скопје кој се здобил со повреди и пренесен градска општа болница Свети Наум Охридски за укажување лекарска помош. По убиството сторителите побегнаа непознат правец. Од обвинителството велат дека се обезбедени видео снимки од објектов во кои беа убиени 2 скопјани, но и од околните објекти и градските камери. А овие чим биле у полициски униформи и со маски на лицата, најверојатно и не знаеле, нели? Или баш им е гајле, никој ништо не им може. Барем така се однесуваат. Ако имаш телефон, без муабет и стишавање, одма дај ми го, затоа што многу ме интересира што народот мисли, ако има уопште тема за темава, ако не, ќе им даваме телевизори за 123 денари. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете, господјо. Јанко, еве во контекст на ова што го почна вечерва, Добро. макар што сите бевме згрозени од синоќешното случување во нашиот град, дефинитивно јас мислам дека безбедноста во нашава држава е на речиси најниско ниво, односно лично јас како човек, како граѓанин не се чувствувам безбедно. Еве да не бидам нели тенденциозна заради некого, заради нешто да не критикувам. Само ќе напоминам неколку детали. Ова со децава во училиште што се случува. Веќе тоа трае со месеци. Безбедноста, значи ние како граѓани ја чувствуваме и на тој начин. Не си безбеден да го пратиш детето на училиште. Дојави за бомби. Јас разбирам, навистина, ситуацијата е таква, не може би да се снајдат во даден момент. Меѓутоа, месеци помина, тие решение не најдоа. Се надевам и веќе, бидејќи не се чувствувам безбедно, се молам на Господ да испадне се понатаму окей со ова некои нови протоколи што ги воведоа од вчера или од денес. Господјо, да ве прашам. Да. Ако смеам. Да, повелете. Предпоставам дека комуницирате со колеги, колешки, комши, пријатели и така натаму. Рековте дека ве вознемири ова синоќа што се случи, дополнително со се бомбите, со се све. Кажете ми, пренесете ми, ве молам, ако не ви е тешко, што зборат вашите пријатели? Ете, вие го кажувате вашето мислење. Што кажуваат они за ова? Па
па се сложуваат делумно со оваа констатација која што ние вечерва ја споделуваме, што значи, еве јас како родител кој што има повозрастни деца, се плашам децата мои да излезат навечер во дискотека, во град, како и секој нормален човек, како и ние што сме правеле на времето. Друго исто, се плашам да се вратат од работа безбедно, нели, затоа што ако има вакви препукувања по улиците, веќе на вистина никој не е безбеден. Никој не е безбеден, без разлика каде се наоѓа, дали е на улица, дали е во кафеана, во ресторан или било каде. Сега пред некој час прочитав на еден портал, влегла Овој полиција. кадар, затоа што ова е местото каде што било, така? Албум Шиша. Така Да, се. тоа е на Кале, нели? На Кале. Тука се Да. случило тоа, значи. Добро? Да. Добро. Друго што сакам да кажам, Кажете. прочитав, полицијата влегла во Свети Николе, запленила пушки. Не, господа, извинете. Значи, државата, воопшто, безбедноста, дали е МВР, а мислам дека е МВР најнадлежна, нема контрола над незината територија. Значи, апсолутно никаква. Предпочитам не Свети Николе, Берово, Делчево, Штип, но и Арачиново, Шишево, Чучер Сандево, во сите слободно, во сите места да влезе, секаде каде што треба, и тогаш јас ќе се почувствувам безбедна и ќе верувам дека навистина полицијата работи. Се плашам, Јанко, дека ние всушност имаме држава на мафијата. Јас се извинувам, меѓутоа како граѓанин, како личност, како мајка и како жена, сум згрозена од сето ова што се случува и воопшто не се чувствувам безбедно, а што е најтрагично, не гледам ни светло на крајот од тунелот. Ако не се лажам и ако паметиме добро, ние имавме дури и одреди на ДЕА, тоа е специјалната американска секција за безбедност во Соединетите Американски држави, полиција која се бори против дрога, која неколку пати интервенираше во Македонија. Да, Значи, прилеп на автопатот. Да, и ги фатија живи, па мора да ги пуштат затоа што испаднаа дека се блиски со некој од врхушката во државата, па сето тоа се заташка, што е уште поголема брука и за нас, и за нив. Па потоа уште еднаш дојде тој Ескобар ли беше или требаше да дојде и тој уште еднаш даде предупредување околу овие случувања. Меѓутоа, исто друг момент. Тука во близина, каде што се случи на Синојка, значи етнело и татнело, на колку метри од тоа случување се наоѓа Американската амбасада. Значи, еве, ги повикувам и нив, доколку се сложуваат и доколку мислат дека ова е во ред, нека остават, затоа што знаеме ние дека овде во нашава држава, бидејќи како стратешко место, најголемо влијание имаат американците. Ги повикувам, еве, нека кажат дали они се сложуваат и дали за нив ова е безбеден начин на живот. Знаеш како, убаво е тоа што ги спомнуваме американците, убаво е кога се решаваат да ни помогнат, благодарам мрежа, но немам што да ги прашам, пошто и кај нив имаат прилично масакри, само преголема земја се овдека е претесно, дури и два шамара да врзеш, пола држава ќе се вознемири. Премала земја сме, премалку луѓе сме, да не збориме тоа, Македонија е голема, Македонија не има многу. Ништо, naked ball сме ние. Не сме ни едно предгради, ма какво предградија, не сме ни осминка населба од било која метропола, европска, камоли светска. Сакам да кажам дека моето чувство, сега си правиме муабети на почеток, сакам да го чујам вашето, поготово како жена и мајка, многу ми значи што вие се јавивте. Ми се чини дека ги губиме, знаеш, теориите на заговор, види ова намерно се прави, ова се некои финти, некои игранки.
Ja mislim дека е многу поплитка целата работа и ова е апсолутно неспособност, некадарност, но и сериозна борба меѓу некои партии кои на ваков начин ги решаваат проблемите на теренот. Немам шо друго. Затоа што, не знам дали видовте дека двајцата загинати се имаат, ја нема да го пуштам тоа, не заради мене, да не направам проблем на телевизијата. Фейсбук и Твитер врие со тоа, знаеш, заради формалноста кај нас и така натаму. Иако да го објавам ја тоа на Фейсбук е 10 пати погледано од што телевизијава која е изблокирана на 3 мрежи, баш затоа што, нели, многу збориме и многу сме паметни и мислиме со своја, а не со туѓа глава. Неверојатно е со колку ликови кои се денеска врвот на оваа држава, значи која раководат оваа држава. И си викаш, па добро, ако ги има барем, нели, секој со секого може да се слика. Ама викаш, барем го држи под контрола, ако ништо друго. Боле ја како председател ќе се сликам со тие мафијаши и да ги... Слушај, дури сум ја на власт, да не видам чачкалица да паднала од маса. Ти текнува, бар да ги построја. Никој никого не контролира, бе. Он се слика и ти викаш, да, добро, наши се... Овие се масакрираат. Што е? Јанко, ако го кажеме прво ова, нели, ако го кажеме прво ова, ќе не осудат нас, мене, тебе, нели, дека ние имаме нешто тенденциозно против некоја партија, против некој народ или нешто. Него, еве, го зборувам ова како граѓанин, не навлегувајќи, нели, во овој политички момент. И значи сето тоа кажува и укажува дека потполно, како што реков, државата е во рацете на некои погрешни луѓе. И дека ова мора да се реши на некаков начин, по најскоро време. Јас се сложувам дека и верувам и се чувствувам како овде да владее апартид. Немам против никого, против никој човек, против никој народ, против никого ништо. Меѓутоа, ова што го прават е навистина загрозување на безбедноста на целиот, на сите граѓани во државата, независно кој се и што се. Дали е политичар, дали е турчин, албанец, ром, србин, влас, македонец, независно. Ама интересна работа, да. Океј Корал. Баш така, остани на линија. Додека не се јави некој друг, и баш затоа што сме на почеток и убав вовед, вака, знаеш како, повеќе сте ми, мадам, како новинар кој се, нели, со прилог од што како гледач, народот се многу се извешти да ги перцепира работите, барем вие што се јавувате, и затоа сум ви благодарен. И ако сакате останете уште, ја ве замолувам, мене ми е уште повеќе ми инспирира. Значи, имам едно чувство дека ние имаме два паралелни система. Два паралелни система, едниот со другиот не функционираат, секој си тера, а глумиме како некоја унитарна држава. Тоа е една работа. И втора работа. Значи, убеден сум дека кој да се јави, што е од нивната страна, од нивната партија, еве, да речеме во емисија кај мене, ќе рече формално осудувам и потоа ќе држи лекција како ја не чинам, како ти не чиниш, како имаме предрасуди, како ова, како она. Ти текнува дека се на таа основа тргнува. Дека тие уште, знаете, олку сме тие што го направиле злосторот да бидат прогласени за жртви. Знаеш како со наративот морале до тоа, ние сме ги довеле до тоа. Ти текнува? Да. И ке ти наметнуваат и не можеш да се не смееш ни да му се спротиставиш, затоа што ако ти се спротиставам тебе, те отерам у мајчина и ти спуштам, ништо нема да ми направи. Ниедна институција нема да ме пипне. Но да ми се јавеше со овој наратив што го карикирам сега и да го направив слично, мада пријатно. Ја ќе ми изгореа.
месечниот хонорар ке ми отидеше, емисијата казнета, телевизијата казнета. Тоа е наративот денес. И сега имам едно чувство дека ние си имаме работа не само со мафијаши, не само со улави, не само со некадарни, стварно некадарни. Кога зборам некадарен, јас зборам за луѓе кои не знаат дека кога идеш да купиш хлеб треба да имаш 30 денари. Овие има 1 денар и филозофира. Зошто не можел да купи леб и треба да купи леб? Мислам, до толку им е математиката економска. Работата е што нивните поддржувачи, значи да ја запалат пола држава, да се случи не знам што, они сето тоа само формално, повторно ќе ги гласаат, гледаш дека нема осуда. Гледаш дека нема, например, од партијата на власт, која треба прва да излезе. Значи, премиерот да излезе и да рече, граѓани, ова е недопустиво, ќе направам се што треба, а не да ми иде да ми пипа лебот. Јанко, киднапирана држава, Јанко. Не знам што друго да кажам. Значи, сега треба да размислат кога ќе има избори... Кој ќе ми текне, овде во студио имаше неколку луѓе, гости мои, политичари, албанци. Ја не знам кај, тие луѓе ги нема. Абе, вака, клучевите не од државата, од дома би му ги дал и би си отиш рад. Значи, такви еснав луѓе. Кај се тие еснав луѓе што се изродија? Ја имав чест еден да ми биде неколку пати гостин во емисија. Човече, интелектуалец пар екселанс, бе човече. Значи, цела држава би му ја дал вака на тацна. Толку имав доверба у човекот. Како татко ми што му ја даде цела куќа на чување на неговиот пријател Лазби, кој му помагаше цел живот, до неговата смрт, што се вика, абе, клучевите од дома. Мислам, ми се чини дека таква доверба... Зашто таквите луѓе? Зашто тој со пиштол? Зашто насилникот? Оти насилникот кога не може да ги реши со ум работите, со интелект и со знаење, тој посегнува кон насилство. Так. Извини, се вознемирив. Повели. Така, и јас исто што велиш и ти, те прашувам каде се тие, зашто не излезат, зашто не ги осудат, а од друга страна па се плашам затоа што и многу од нив имаат бенефит од овие што се на власт. Значи, доаѓаме, единствен проблем, Јанко, е корупцијата. Единствен проблем. Значи, сите овие што молчат и оние што ги гласале, верувам дека еден дел од нив молчат заради тоа што мораат да молчат. На еден начин нешто зеле. Други молчат од страх. Ама се надевам дека ќе размислат следниот пат кога ќе заокружат што и кого заокружуваат, затоа што таму зад параванот никој не ги знае. Умеѓувреме веќе имаме и друг гледач, ја ти благодарам и само би го цитирал Јани Бојаджи кој каже во емисија: си имаме работа со едно големо зло и нема борба освен смирение да се повлечеме, бидејќи они се учени, значи нема друг начин освен да се смириме и да се притаиме и да чекаме момент. Нема друго, нема што да правиме. Иначе ме разбирате, колку и да сте гневни, ако зееме ние да решаваме, тогаш е пукање по улици, граѓанска војна со мафија зборам. Со мафија, како Колумбија не национална војна, туку со мафија да се пресметуваме. Не, ние сме народ, ние знаеме да гледаме деца, да работиме, да сме добри, да помагаме. Така е. А и секако, колку и да е лоша раководството на МВР, ние имаме прекрасни, наши луѓе се тоа, наши деца. Точно. И секогаш мојата поддршка ќе биде кон сите полицајци. Ама без никаква двојба. Апсолутно. Така. Поздрав, лека ноќ и пријатно. Идеме со следниот гледач. Добро вечер. Драги мои, вака,
Вибер бројот што го имате не е број со кој може да се јавите во емисија телефонски, туку на Вибер. Значи, овде пишете или јавете се со камера. Вибер, окей? Вибер. Значи, не телефонско јавување. Телефонските јавувања се овие. Во ред, благодарам на разбирањето. Следниот гледач, ве молам. Добро вечер. Чув еден здив и се исклучи. Од возбуда. Добро. Да, чув баш во моментот кога се исклучи. Окей, окей. Добро. Ќе продолжев со дамата и инаку да разговарам на темава. Луѓе мои, значи, си имаме... Пазете, професионалните полицајци не се Ало, добро вечер. Добро вечер. Значи, поддршка за полицијата. Добро вечер, мадам. Повелете, во програма сте. Можам да кажам само две нешта, кои што говорат како инциденти, да кажеме, во секојдневното живење. Вака, во случај возејки се постојано со деветка, се случува со децата што учат во средните училишта, кога ќе им проговориш на македонски, велат дека не те разбираат. Тоа е првиот момент. Вториот момент денеска се случи со деца, кои што осмолетка се ги гледам по возраста, најмногу 14-15 години. Таков напад вербален према постарите луѓе што бевме дека треба дома да си седиме и дека не треба да влегуваме во автобус, тоа беше, мислам, нешто страшно. Се разбира, одговорив на мој соодветен начин, како што знам и умеам, во одбрана. Значи, ова е страшно, мислам, колку се невоспитани и колку се засилени во себе. Добро, да не генерализираме, има такви, викам да не генерализираме, значи има такви, има кои би требало. Но не можеме, не видете, се извинувам, ова не, јас се извинувам. Видите, ова се Темата е убиство, господјо. Немојте ве молам. Не, немојте ве молам, не можеме сите да ги генерализираме. Ја не смеам да го дозволам тоа ни по закон. По закон на Обединети нации. Ама господјо, вие ја ве разбирам. Имате МВР, пријавете. Дајте ми вест, ја ќе ја објавам со ваша слика на ваша одговорност. Ја не можам да генерализирам и осудам цел народ затоа што вие имате такво мислење. Ја морам да се оградам од тоа. Тоа е прво. Второ, не, ја не знам какво, ја слушам што е кажано во емисија. Значи, ја за зборовите овде кажани, кои сте и што сте, апсолутно не ве знам. Но, овде вечерва збориме за криминал и за убиство. Евеа темата, ова е темата. Вие зборувате за на криминал телевизор. и убиство. Не зборувам ја. Зборуваат гледачите, зборуваме ова. Ја ве разбирам. Можеме, да, ова е вербално благодарам, пријатно. Фала и на вас, пријатно, аншате. Ја ве разбирам дека ви дошло фрустрација, но ја разбирам дека секогаш има и лоши луѓе, има и добри луѓе. Ја не можам да ги осудам заради вчерашниот напад сите. Кога не е така, кога би бил лага, кога е омраза, кога би го кршел не само законот во Република Македонија, туку повелбата на Обединети нации, што е еклатантен говор на омраза. А сочувствувам со вас дека сте доживеале непријатност, дека тоа треба да се пријави, дека тоа треба да се казни, дека треба да се работи да не се повторува, дека тоа е навистина ужасно, но не можам да се сложам со генерализација. И вие сега не сакате да го разберете тоа. Ја ве разбрав вас, вие не ме разбирате мене, ама јас сум овдека ако не ме разбирате мене со моје искуство од 23 години, ич не мора да се разбираме. Auf Wiedersehen. Толку, што да кажам? Као да не знам јас, од Марс сум паднат што се случува по автобусите. И тоа е така е 30 години. 40 години. Фала што не свестивте. Сега ви се десило, добро утро. Мене не ми се случило, ама го знам 40 години. Зборам против тоа насилство. Добро вечер за следниот гледач.
Ајде, добро вечер по втор пат. Повелете во програма. Ало, дали се слушаме? Да, се слушаме. Повелете, ве слушам. Во програма сте. Ја некако слабо ве слушам. Пред малце се вклучивме, ама добро, бев упорен, добив уште еднаш. Ете околу темава што ја водиш, колку сме сигурни. Да, дали се чувствувате безбедни во оваа земја? Тоа е генерално темата. Така, зашто толку лошо те слушам? Не е битно. Говорете, вие ја ќе читам. Јас ќе зборувам. Значи, не се чувствувам сигурно, нити јас, нити моје семејство, нити мои блиски. Исто како и ти што не се чувствуваш така и така натаму, а тоа по мене ми се чини дека тема, нели, на некој начин е ова двојно убиство што се случи вчера со тие 2-3 албански групи и така натаму, која рачинува, која грчевци и така натаму. Јас случајно сум од Ѓорче. По мене па сигурноста треба да на некој начин даде полицијата. Ти си доволно возрастен, знаеш, пред 20-30, не пред 20, него пред 30 години, средно полициско училиште беше таму и Дризлев, кај беше, таму беа и сместени, таму и школувани, таму и така натаму. По 3 години, па 3 години кој ќе учи нешто и ќе научи нешто. Се слушаме или? Да, се слушаме. Да. Ако збориме и двајцата, ништо нема да се разбере. Него, значи, а после 2001 година се случи тоа некој, нели, таму со 6 месеци некој курс и се станува полицаец и сега од полицаец одма станува началник ваму таму, што ти ја знам со тие некои си заслуги преку овој, преку оној, преку војна стрина и така натаму. Се слушав како кажа дека не можеме да обвиниме ние цел народ, меѓутоа можеме да обвиниме голем дел од некои си, да кажеме, дечки кои што не се баш домашно добро воспитани. Се слушнав господјата која спомна таму нешто автобус. Јас случајно сум возел 31 година автобус и ми се случило во автобус дека возам да биде некој момче нападнато и онда е тоа страшно чувството и така натаму. Возејќи по тие сите можни линии низ Скопје и така натаму, значи ги знам сите места. И на кај Бутел, и на кај Сара, и така натака. Има и добри, има и фини луѓе, ама има и така кои што провоцираат и на крајот од краиштата сепак полицијата мора да одговори на повеќе прашања околу безбедноста. Не само нападници во ЈСП, не само нападници во ВОС и сообраќај и така натака. И полицијата го стопира некој си господин, да кажеме, со пола пребрза војна или така натаму. Господине, увара документи, тој се јавува на телефон. Господине, сега, молам. Господине, да? Безбедност на граѓани на Република Македонија не може да е муабет возење автобус, кога е тоа само за Скопје, автобуси нема. Тоа го спомнав само Но, како ние момент. имаме пукање низ цела држава, убиства и екзекуции. Тоа е безбедноста. За тоа се вознемирени граѓаните. Што него го интересира, не, ја ве разбирам, пази, али што го интересира некој убитола, што се десило автобус кај нас. Голема работа. Ме разбирате сега? Ама да, секако е вознемирен ова што го гледа, не мене, ова што го гледа на телевизија. Абе, класична екзекуција, ова на филм сме го гледале. Многу ми е гајле дали некој се изнервирал, иако, нели, ама у моментов ја неќам да зборам што се дешавало по автобуси.
30, 40, 50, 60 години се дешава тоа. Нема вечерва тема да го слушам. Стварно нема. Сум отворал милион пати и никој не го зборил. Сега ќе слушам за тоа. Ало бе, имаме екзекуција на улица. Утре детето твое може да било кафе да пиело таму. Шамарот у автобус или метакот у кафич. Не ми беше главен... Ама пак, како и господјата претходно, пак правиме муабет за автобусите. Е па нема да правиме, ќе пушта музика, ќе ја прекинам емисијата, еве искрено кажувам. Повели, тој искажи се. Сакам да ти речам дека тие покотници не мора да значи дека само што се уперени према некого. Тој куршум се одбива, удира некого и така натаму, повреди и сето тоа. Добро. И па не сме безбедни. Не сме безбедни. Не сме. А зошто не сме безбедни? Па тоа никој не одговара. Зависат од нас. Кого бираме, како бираме, кој... Да си жив и здрав. Зошто е на вас? Како останува на вас? Да си жив и здрав. Така е. Така е. Ние извини, си ги пошто бираме. направме доста муабет, 95 година, дали ти е познато нешто Шкорпион во Волково? Не. Не? Не, кажете. Мисле дека сум те седелнал таму за музика некој така. Нема проблем. Повели. Добро. Дечко, поздрав. Шо било тоа со Шкорпион? Мом? Шо било тоа со Шкорпион? Пошто кажуваш дека не, onda не знам како да продолжам, пошто ако си пуштал музика, те памтам од тогаш. Биди ми поздравен. Значи, сега ми е уклучен хардот за криминал во Македонија. Хардот за младоста и кај сум пуштал музика, у моментов не е подигнат. Ке ми извиниш. Ме шалташ од тема на тема, во ред те разбирам, премногу сум фокусиран за ова и премногу адреналин имам во ова работа. Зошто? Затоа што добив лека ноќ и пријатно од вас. Добро вечер за следниот гледач. Многу граѓани се загрижени заради ова. Значи, знае зашто викаат? Викаат, да, тоа е пресметка криминалци меѓу себе. Ама секогаш има, секогаш има колатерала. Се сеќавате на масакрот на Свети Валентин? Ал Капоне што го прави? Што е поразлично ова? Добро вечер, повелете во програма сте. Ало. Да, добро вечер, повелете. Здраво. Здраво, повелете. Поздрав до вас и до сите кои следат оваа емисија. Да, вакви емисии се добри и треба често да ги има на телевизија, која ќе се случи нешто, тогаш се пуштаат вакви емисии. Значи, убиство, колбојски начин, тоа беше вчера, како што ја не знаеме ние како било тоа, ама како што гледаме по телевизија, тоа е страшно и значи стварно е опасно да се движи човек по улица и да биде во некој локал, значи може да загине, затоа што тука криминалот треба да се сведе на нула и треба да се знае кој како треба да носи оружје и кога имаат тие акцијски контроли полицијата, значи треба стварно кога ќе приметат дека некој му се надувани очите, значи тој е уживател на опојни субстанци. Треба да се тој земе, Господјо, да се каже кај се купил таа субстанца, да? Да ме видите вие мене од Сабајле, ја немам сега камерман, клозап. Значи, по наркоман од мене нема да најдете. Мене цел живот ми вика Јанко што земаш. Немојте со тие, очите и така натаму. Син ми има конјуктивитис, олкаф у очите... Ама не, ја реков, ја друго реков. Значи, тој што е под дејство на нешто, он се познава, не има ориентација у просторот. Јас сум работела у МВР, тоа го знам. Добро. Okay. Мислим, јас не реков дека ја имам подочинација кој за тоа, ама ја кога ќе ми кажете ајде да дуваш, ќе дувам, немам ништо пиено, значи сано не сум пиела и дувам. А овој кога ќе му кажете, он ќе почне да
да трепери, значи тоа е психијатријата се вклучува во тој момент, не? Исти сум ваков од Сабајле, кој што ме опиша. Добро, во ред. Него знаеш што е поентата? Повели. Поентата е што стварно треба да се стави еден закон, значи убиство вакво. Значи ова е убиство на јавен простор каде што гледале луѓе. Значи треба да има казна, голема казна за тие што ги прават овие работи, утре да размисли кога ќе фата што ќе му се случи во затвор, дека ќе лежи долго, ќе тамо вамо, не сакам се ја да дам судови какви ќе бидат тие казни. Значи стварно ова е дно дна. Значи идете по улица, може да бидете застрелан. Не директно, може од залутан куршум. Ја, знаете, господјо, супер. Баш ми е мило што се јавивте и што рековте дека работите во МВР и имате Не, ја не работим во МВР, сум работела. Сте работеле. Да. Значи имате некој искуство, нели, за Да. целова психологија. Ја не се плашам од наркомани. Ја цел живот сум се дружил со наркомани. Не, ја не реков наркоман, али- уживател не, на опојни средства. И уживател. Никогаш не сум имал проблем. Мојот страф е луѓе што се под команда нечија. Значи, Не, што ми беше мене зборот. Тој што носи Значи, оружје. не, чекай да прекинам, морам да прекинам. Значи, кога ќе видите некој кој конзумира опојни средства, треба да прашате кај ги купил. Значи, тие што ги продаваат, тие вчера се пукале. Тие сигурно сум не право? конзумираат. Тој што продава и тера бизнис, тоа не зема. Тоа е проверена Не, работа. па да, он не Тој зема, парите ги зема. они се пукале вчера затоа што можеби некој, знаете како иде тоа, продава, може овој му смета, овој дилал тие средства, опојни работи ги продава, овој му смета, значи они нормално картелите околу тие работи се пукаат. Него поентата е што? Значи треба да се најдат тие што им ga продаваат тие опојни средства на луѓето, да се најдат и да се уапсат и да нема продавање на такви работи. И тогаш гледам сега младиве, стварно младиве ги гледам, ево продавница многу пати влегуваат ностоп купуваат ризли. Ризлите ги купуваат купорено нешто купувавме лижавчиња. Ало, и јас сум дувал, па еве ме неам гајле. Ама не, од почетокот на дување на треба одите у поголемите работи, нели? Никогаш не се отишло, не, или идат на... Добро, нема везе. Сакам друго да ви кажам. Сега, овие што беа застрелани, излегоа милион слики нивни со врвот на оваа држава. Значи, врвни функционери во државата. Што е тоа? Зошто искача? Нешто критика? Не, замислете сега, пази, ја немам никаква двојба во полицијата дека сите полицајци, началници, што се сите на терен, работат професионално. Но оние што раководат од највисоката позиција, и со суд, и со... Ја се сомневам како граѓанин дека може да бидат манипулирани. И сега овој гледа, вика, овој со овој е врзан. Чекај, дај, викате, најстрога казна. Кој ќе го осуди најстрого кога гледа, да, ако украл кебап и ќе добие 30 години. Кај нас е видено, нели? Али затоа утепај држава, нема да можеш само орден да добиеш. Буквално е така ситуацијата. И значи, ово е сликан со овој, боле, добро, ќе попуштиме. Да не си направам проблем у животот. Така ќе рече судија, така ќе рече министер некој, така ќе рече некој функционер. Дали ме разбирате? И тука се закочува. Јас се согласувам. Сега у овој момент требаше да има барем 50 уапсени. Дури и погрешка. Мене да ме уапсат. Добро вечер, Јанко. Среде емисија. Вака. Имаме сомнеш. Идаме 50 уапсени да се испрати порака. Мамицата ваша нема да писнете. Вака нека дојдат цела телевизија, вака цела екипа, нека не земат. Дури како колатерала. Јас се согласувам со тоа. Ако тоа води кон некое трајно решение да се упати порака дека нема да се зафркаваат со животите и граѓаните и безбедноста на Република Македонија. Мислам дека ме разбирате. Благодарам за јавувањето и уште еднаш да ви кажам. На Вибер, звонете преку Вибер, не на телефонскиот број.
Нема кој да ви крене. Виберот е на мојот компјутер, драга господо, и можам само да ја прочитам пораката. Еве, например, или да се јавите директно во емисија, например, со камера и така натаму. Да видиме. После добриот почеток си ја уништи емисијата со декларацијата и неразбирањето со жената која немаше намера да ги генерализира национално, туку културолошки. Фала ти, господине Варела, што си ја уништив емисијата. Моја си е, ќе ја се запалам со Сенејзе. Уживај, брат, секогаш имаш Чомовски, имаш Телма, имаш Цаци Сител. Не, ќе те прочитам све до крај. Туку културолошки затоа што вториот премиер беше за сите средношколци, не само за тие што не разбираат македонски. Не може да се оградуваш од размислувањата на луѓето. Уште ќе ми кажеш кога да правиш, што да правам. Добра. Со тоа се стерилизира и ограничува емисијата. Емисијата е на продажба. Ако сакаш да ја раководиш, купи си ја. Нели, ќе те прочитам и молим те, скини ми се, ако не ти се свиѓам, пријатно, друже. Стварно. Не може да се оградуваш од размислувањата на луѓето, со тоа се стерилизира, ограничува емисијата. После толку години кај тебе ли ќе дочекуваме исклучување на мислата и слободниот израз. Не ти е лесно изгледа, ПС не можам да те гледам на телекабел што е повреда на правото за слободен пристап на информации и сега прв пат ти пишувам на Вибер, ама можело само да се јавуваме од компјутер на Вибер, па како кога не сме пред компјутер едноставно на ФБТ гледам. Господин Алварела, фала ти и имај убав живот. Ти посакувам се најдобро. Благодарам, вашето мислење е пренесено. А тоа што имаш проблем од 4 телефона, Skype, Viber, фиксни телефони, мейл, да комуницираш со емисијата, све говори, све е кажано. Thank you very much. Следниот гледач. Супер да си терате подкаст да си направиш луѓе, подкаст да си направиш и таму можеш да мелеш што сакаш и за кажаното таму ти да си носиш одговорност, ти да си правиш и така натаму. Шеф, живеам у странство, сега се вратих и кеф ми е да те видам и чујам. Поздрав, друже, само напред. Читам. Режија! Режија, читам порака, да ја прочитам, па ќе го пуштиш телефонот. Да. Живеам у странство, сега се вратих, кеф ми е да те видам и чујам. Поздрав, друже, само напред ми текнуе ко дете кој те гледа светско вестона, вие водевте, се газавме од свемија за чумбињата од Франција. Одлично. Таман у темата се убаци. Поздрав, лека ноќ и пријатно. Добро вечер и повелите за следниот гледач. Добро вечер, Јанко. Океј, добро вечер, повелете во програма сте. Треба отворено да се каже дека во држава на дело имаме очигледна спрега помеѓу власт и криминал. Мислам, на дело е очебино дека живееме во време на бандити од власт и од криминал кои направија одлична сделка преку дрога, оружје, шверцови и не знам што. Во тој контекст се и судовите влезени и очекува сега утре, знаеш, после себе ова утре да се случи со овие што стана со парцелите на Груевски, утре да почнат оние стандардни писанија што се случува со парцели, што се случува со куќата на Шеќеринска и не знам што. Значи, живееме во време кога таа спрега функционира перфектно. И ова е почеток на, можеби, на уште поголеми настани кои ќе завршат со големи крвопролевања. Граѓаните се незаштитени, небезбедни и прашање е нови избори кои ќе отераат од власт оваа бандитска шема, дали нешто ќе решат. Бидејќи неприкосновено е потребно баре десетина години, деценија да се исчистат сите овие дула во меѓувреме што се створени. Почнувајќи од Грче, Царачиново и не знам каде се знае кој ги раководи и лаборатории, како се дели дрогата, пари, па
ќе не погаза джипови вредни преку 200.000 евра кацадневно по улиците. Ако вчера излего во Мерцедес најновиот джип, веднаш утреденете во Скопје. Од каде тие пари да му се невди кога народ трча од една продавница од друга да најде поевтино нешто? Кај трча? Вчера теравме муабет за леп, ја викам народов нема пари, утре ќе ја растури емисија во она. Никој не се јави. Лебо дали ме скуп 200 денари. После вчерашната емисија, ја да сум власт, Лебот би го направил 500, око нема да ми трепне. Додека не видам барикади шо горат, као у Франција. Се шегувам, карикирам. Ве разбирам, повелете. Пробав синоќа се вклучам, бидејќи пред крај некако така работите се измеша, не успеа да добијам контакт, но се тоа е во контекст. Значи, земјата ја водат бандити пар екселанс. Од министер за внатрешни работи до началници на сектори кои се тоа го сретат, го знаат. Се дели профит, некој не согласен со тоа, се убиваат луѓе, а покрај сето тоа колатерална штета се граѓаните. Не се знае кој каде ќе настрада. Дали во автобус што зборуваат постојано во автобуси. И тоа се случува. Дали ќе залута метак и куршум ќе погоди негде на булевар, како и да е. Но велам повторно, десетина години еве новата власт што ќе дојде, дали ќе го разбие овој наркокартел и ова криминални овие банди што функционираат во Скопје, во Македонија, тешко, ако не верувам. Ќе треба многу време, навистина многу време, бидејќи ова како да живееме во времето на Чикаго 30 години да му се не види. Ова нешто неверојатно се случува полициите. А што зборам и на Фейсбук 3 дена? Што зборам цело време? Исто како ова 20-30 години во Америка. Сега го спомнав Блади Валентајн, кога Ал Капоне ги масакрираше со автомобил, вака со кртешница, иде растураа низ цел Њујорк. Па мора еден Елиот Нес да го донеса. Цела полиција њујоршка, значи у мултимилионски град, цела полиција не можеа да најдат човек. Сите беа фатени. Ние сме сега така. Ние сме сега така, додека не најдеме некој Елиот Нес, кој ќе и ние најдовме уствари. Ние најдовме една корумпирана теткица од провинција која доби прв пат у живот, виде толку пара и почна да ужива, ја ставивме главна која тоа требаше да го направи. Нели, шарените СЈО, сега вие ќе видите, еве го СЈО. Еве ви го, ова е резултатот на шарената револуција. Ова е резултатот на колку, пази, ВМРО се изгуби заслужено и си имаше криминали и така натаму и така натаму. Но ова го донесовте 30 пати по-лошо, 30 пати по-небезбедно, 30 милиони пати по-задолжени. Кого правите бе будала? Која влеговме во НАТО? Па ако влеговме во НАТО, како бе најнебезбедна држава станавме у НАТО, одошто кога не бевме во НАТО? Дојавите за бомбите да не ги спомнувам. Секој ден мрцварење за децата. Нема, никој не се јавува. Па извините, реагирам кога ќе ми се јавите за автобусот. Сум се вознемирил денеска у автобус. Многу ми ја гајле. Секој ден детето ми го вознемируваат во школа, никаква реакција. Лебото отиде дупло овакво, му ги замрзнаат цените, го смене. Ајде, не ме правите будал. Моја емисија ќе правам што сакам. Наметнав тема, темата е она што беше синоќа. Пукање по улици, тоа како во Њујорк, масакрирање. Се чувствувате ли безбедно? Не. Сори. Темата е актуелна, те поддржувам, се надевам ќе се вклучат и други гледачи кои ќе дадат и други идеи. Да дигнеме... Но искрено не верувам дека скоро нешто ќе се смени. Никако. Еве да го најдеме тој. Виде, малце мора викање и драма да се направи, нели? Види го Јанко се издервира, што ли нема врска, све е ова глума. Холивуд бе Оскар. Ама НАТО нели Јанко НАТО, безбедност НАТО, оној од Муртино нели Нобеловецот, мислам помошник Нобеловец, зборуваше
ќе сме побезбедни, бесплатно. Ајде да кажи ми како ќе сме побезбедни? Ајде, што што се треба да случува? се направи? Не знам. Еве како Шеќеринска нели купила куќа, забранила паркирање на улица. Ете тоа е безбедност. Забранила не сме никога се паркира на улицата. Ете безбедна е жената, нели? А плацевите за груевски мислам утре. Ајде верувам ќе се заборави се ова, што плацевите утре ќе ги спомнат. Секој добро ти посакувам, Јанко. И јас ти посакувам, надевам. фала ти што се јави. Дека нешто ќе се смени во земјата. Поздрав. Барам само точните датуми. Еве го. Масакрот на денот на Свети Валентин. Ај малце и поука, да стишиме страсти. Имаме некој на линија? Значи, идете на Google Translate, ако не знаете, например, имате проблем да разберете некој посложен или некои зборови од некој јазик, не само англиски, било кој. Ставете Google преводи. Имате овдека веб сајтови. Откри го јазикот, ставете овде на македонски, копи-пасте и страницата сега, масакрот на денот на Свети Валентин. Значи, англиската страница, бидејќи нема на македонска, а и било која друга страница, ви ја преведува на македонски, што може да ви биде добра алатка. Масакрот на денот на Свети Валентин беше убиство на 7 членови и соработници на чикашката северна банда што се случи на денот на Свети Валентин 1929 година. Мажите беа собрани во гаражата Линколн Парк, Чикаго, утрото 14 февруари 29, тие беа наредени до цит и застрелани од 4 непознати напаѓачи, 2 облечени како полицајци. Убиствата излегува од надпревара за контрола на организиран криминал во градот за време на прохибицијата, главно меѓу ирските North Siders, начело со Джордж Бекс Моран и така натаму, истражување кој бил вклучен, со што се случило. Пази, у еден мултимилионски град како Њујорк, 7 души, 2 како полицајци, ние имаме 2 екзекутирани и 7 повредени. Колку е ова процентуално кој ќе го земеш? Страшно. Страшно. А ова е историски настан кој се смета за врв на криминалот. А ние имаме запалена болница, нерешен случај. Имаме Дурмотурс, нерешен случај. Имаме запален автобус со 340 мртви, нерешен случај. Луи Витон и така натаму. Јас зборам еве само за човечки жртви. Кога не го решаваш криминалот на ситно, сега ќе и дадам на пример пиетет за ова. Значи, која не ги превенираш работите, еве и за автобусот да ви биде. Не го дозволив автобусот за да не се разводни муабетот. Да останеме фокусирани на ова. И јас знам што правам, не ви бранам, знам што правам и што зборам. Оти знам ако ви дозволам кај ќе отиде. Знам, затоа што имам искуство, малце поише имам во водење. Кога не ги превенираме ситниот криминал, тој си метастазира се повеќе и повеќе. Реагира народ? Не. Тере. Тере. Сака народот поштени политичари? Не. Па дај ќе ги бираме овие наши. Тере. И за политичарот вика, слушај, на терен имам проблем ово, народот вика, кој те врти. И овој вика, слушај, мафија, ќе ми завршите работа? Добро, шо сакаш? Нема проблем. Ама после плаќаш, исплаќаш. Еве ги, почнуваат наплатите да стигаат. Нема бесплатен ручек. И нема да се чувствуваме безбедно. Ќе се чувствуваме се понебезбедно. Не е битно што јас имам довера, живеам у дел кај што сум релативно безбеден и така натаму и така натаму. Проблемот е во тоа што ја, иако ова километри далеко од кај мене, јас се чувствувам небезбеден. Па прашање е кога во некој следен кафич ќе се случи ова нешто. Или на некое друго место каде што се сретнуваат. Или прашање е нели, како се чувствуваат сега граѓаните на Охрид, Битола, Гевгелија, Штип, Струмица, Куманово, Велес, Прилеп,
и гледаат, викаат, Бог да чува, што се дешава? А ако не сте загрижени, треба. Затоа што не е ова локална ендемска болест само на скопските педерчиња, кои што сме ние. Не. Ова е проблем овдека на цела држава. Затоа што државата не може. Буквално оние честни луѓе, а има, верувајте, има честни луѓе, има честни политичари, има честни судии, има 90% се честни полицајци. Ама знаеш како? Има чаша бистра вода, чиста вода, капни едно загадено, целата вода е загадена. Мора да филтрираш до непрепознатливост криминалот, за да имаш чувство на безбедност. Зошто е па чувство на безбедност? Сегде има небезбедност и така на... Затоа што тогаш народот твори, тогаш дише слободно, троши, создава, се крева. Вака, некој ќе рече, чекај бе, ја дуќан да отворам, бизнис да терам овде. Бугарски пасош, дај брат, не еден, два дај. Не прашувам шта кошта. Пакуј парталит. Колку, дали знаете дека последниве 3-4 месеца неколку стотици деца се отпишани од основно училиште? Ова е само за неколку центри низ Македонија, не зборам за Скопје. Зошто се отпишани? Иселени се со родителите. Значи, секое дете, рачунајте уште 4 со нив. Значи, збориме екзодус. А зошто си одат? Диаспората ваква таква. Па заради ова си оди диаспората. Затоа што нема кој да ги заштити. Затоа што нема закони. Затоа што нема услови. Затоа што сака да отиде. Ама се мачало, не било лесно. Да, ама барем честно ќе си заработи. Овде не можеш ни честно. Не си сигурен, бе, легнеш, не ти е јасно. Нигде на свет не е, нели? Го гледавме пред дождот. Нели? Убиства се случува и бомби и во кафани и во Лондон, но и се случува и кај нас. Сегде е небезбедно. Па ја не можам да го решам проблемот во Америка, не можам да го решам проблемот во Британија, не можам да го решам проблемот во Албанија, не можам да го решам проблемот во Германија. Но можам да го решам во Македонија. Што ми треба? Ми треба, знаете што, подобро е да имаме избори секоја година. Секоја година да имаме избори. Малце некој, нови избори, ќе ставиме друг. Стално можеш да се зезнеш, нели? Ја мислев дека овој добар. Да, еве, се зезнавме. Дај друго дете. Ќе избереме 200-300, нема друг начин. Француска револуција, ве лажат тие што викаат излезете на улица, ќе го решиме проблем. Никој не го решил проблемот на улица. Никогаш никаде. Освен Октовриската револуција, Француската револуција, толку. Тоа е решението на улица. Него популизмот, знаеш, да се добијат гласови, да се добие на популарност. Се решава на избори. Гласачко на лист. Дури и партијата која ти помогнала, која ти вработила, која си заработил, од која зависиш и така натаму, не може да те контролира. Гласаш се за... Да бе. Лажи ги. Затоа што не само што те лаже тебе, те краде, те тепа и те убива. Мртов ладен, биде лукав. И терпео. Да бе, нема проблем. Знаете и терпео кога правил супа? Века супа од камен ќе му направам на кралот. Требало да му исечат глава. Ајде бе. Донесете казан. Ви му донеле казан, запалил логан, вади каменот, го става. И вари тоа. Може малце сол? Дај му сол, стави сол. Целер ми фали само. Целер. Еден компир, два компира ако има, 5 компира, ајде да видиме таа чорба, таа супа од камен каква ќе биде. Има нешто, некоја коска парче мевце, ти тоа. На крај му направил, крај му текне. Вика алал да ти. Не можеме да ги зезнеме у секој момент. Што сакаме можеме да им правиме. Само треба да престанеме да се плашиме. И тоа не е на работа глуми. Кој може да те знае? Белото монаштво за време на прогонот во време на Сталин и на Берија,
Кога секој православен, ако го фателе да се крсти, гулак или сечење рака, каде што во секое село попот, свештеникот и попот, лекарот и учителот биле екзекутирани, за да народот биде глуп, необразован, за да можеш да го контролираш. Имало бело монаштво, не смееле у црква да идат, не смееле да идат на литургија, не смееле у ова, нити да пуштат брада, нити да изгледаат како православни, нити крст да носат. Ама кога ќе легнеле дома, у темницата, кога не може никој да те види, молитва, молитва. Барајте малце за белото монаштво да видите што е монаштво. Лесно е да, не, што викаат монасите, они ме запозна. Лесно е да отидеш ти у манастир, вика, и нели, изолиран си, зачуван, се молиме, се крстиме, се причестуваме, се воздигнуваме. Току кога сите те прогонат, така и ние. Прогонети сме македонски народе. Со големо зло си имаме работа. Никој не може, кога ќе затвориш дома, кога ќе угаснеш светло и кога ќе размислиш, не за овој. На следните избори ќе гласам за тој. И кога ќе, да, може и раката ти затрепери. А што ако ме види? Не може да те види. Нема начин. Верувајте дека нема начин. Може само уверливо ти да му делој, да. За тебе. Љубави само за тебе. Увек за тебе. Цел живот за тебе. И си викаш, овој ми учинел, ама дете ќе ми утепаат ради овој. Детево со трауми ќе ми израсте со бомби и не може да го реши. Кога еден Јанко свиња дебела најде решение, најде човек, 100 пати го пуштив овдека во емисија, кој им кажува како треба да го направи, кој го направил за Турција, кој го направил за милион компании. Не се имплементира кај нас, па ќе речеш, чекај, ова можно ли е, дали се толку некадарни, или ова намерно го прават. Така и со криминалов. Ја немам и вие не можеме да знаеме дали овие се толку неспособни или навистина не можат ништо да направат. Но не треба да ни интересира. Нас треба да ни интересира, окей, некој сигурно има некое подобро решение. Не знам кој, ама тоа е мојот избор. Да бирам. Дај ми право да бирам. Дај ми избори. Воред. 30. Се сеќавате за време на ВМРО колку избори имаш? Секој 2 години имаше избори. Сега одеднаш мети млеко тече. Па ја не знам, еден да ми се јавивте да ми речете супер е. Така, еве пак на госпожата да ја дадам за право, за автобусите. Автобусите се само еден сегмент кај што, нели, децата имаат проблем. А бомбиве? Дали некој од вас може да замисли што се случува во психата, во подсвеста на психата на децата? Кои трауми? Вие сте се изнервира и кај јас се извадив од памет, земав диазепам. Многу ми е гајле за тебе. Детето треба да расте. 80 години, веќе си фатил упут заедно со семене. За рука сме се фатили, идеме. Пасха. Што правиме со овие на што им остануваме? Каков ќе биде он за 10 години? Малтретирањето со вакцини, со маски, со локдауни, тоа го заборавивте. Таа некадърност ја заборавивте. Децата не ги гледаат како горат болници, како горат автобуси, ништо не се дешава. Знаеш, барем да се види, например, ќе се случи некој ексцес во школа или овакво. Знаете што прават Запад? Нели и на Запад го има масакри по училишта. Знаеш што прават? Веднаш доаѓаат и таму политичари, психолози, родители, ученици ќе се соберат. Кој во црква, кој во сала, кој во местна заедница, кој во некоја fucking канцеларија. Што правиме? Ама тој е крив, ово е крив, оно е крив. Дебатни емисии, ваму таму, отворено, разговарај, каде е проблемот. И не само за навредување на другиот, туку сослушај го на тој што му викаш. Вие црнците сте виновни за ова, окей? Еве, ние сме виновни. Вие што ни направивте? Да знаете дека нема никогаш причина и последица, не може еден да биде крив. Да тргнеме тогаш од Каин и Авеља. Нели? Ама нема да води кон ништо. Туку како да го пресечеме падот? Како се пресекува падот? За жал, падот се пресекува со меч. Ке има и жртви.
кога почнал падот, Свети Архангел Михел да отпаѓаат ангелите, кога видел дека нема време ни за дебата, ни за убедување, пресекол за да прекине. Тоа што отишло, отишло. Другото да остане здраво. Што е мачот на пресекување? Тоа треба да го откриеме. Идење на улица, ја цврсто убеден, не сум дека на улица нешто ќе се реши. Освен некој пак вагабонт од YouTube да си добие назначење, ај види го фино збори. Не ме интересира што фино збори. Не ми е гајл што прави. Абе не ме гледај што правам, слушај ме што зборам. Не. Че да видам бе. Ало, си купил Мерцедес G класа, а ваму викаш немаш леп да јаде. Не ме зезај бе, човек. 250.000 евра Мајбах. Не ме зезај. Значи, очигледно си корумпиран. Дај некој што ми влева доверба. Дај некој што ти влева доверба. Некој што искрено чувствуваш дека така. Да, за сите има собне. Ние да не е совршен. Секој ќе те разочара. Ама да не иде на вакво дно. Ја не знам што поише да ви мелам, луѓе. Избор бе, избор. Ова, ливчево. Тоа. Ево го. Гласачката кутија. Оп, транк. Стално викам, за да имаме добра власт, треба да имаме јака опозиција. И то да е многу близко. А некој преовладува превише, прави што сака. Кај нас, што се случи? Кај нас е тесно и опозицијата им дише у врат. Овие, за да останат на власт, влегува у такви кримени. Па имавме ние киднапирање на пратеници. Па втор човек на опозицијска партија доаѓа овде во емисија и отворено тврди. Абе, класично е киднапиран. Криминал, киднапиран. И нема истрага, нема тоа. Не може за врвот кој смее да го пипне. Тогаш, ако, две партии кои се јадат меѓу себе, што и идеалот на една демократија, ако некој забега, другиот шамар да му врзе. Тоа е демократија. Опозиција да ја коригира власта. Но власта за да остане, купува медиуми, купува невладини организации, купува пратеници. Ако не може да ги купува, ги киднапира. Па тогаш, што е изборот? Изборот е, брате, колку имаме пратеници у парламент? 120? Да речеме, 120. Па, мнозинство 90 за следната партија. Изгласајте, не било која. Изгласајте 90 пратеници, не 61. 90 пратеници. Пошто ова балансов не гледам ништо не води. Или да излеземе на референдум и да кажеме се откажуваме од отворено општество, од демократија и сакаме враќање на комунистичкиот систем. Отварање на логори, па барем едно 100 комунисти нека си живеат таму црвена буржуазија на водно, као што си живеја и така натаму, а ние да мислиме дека е се праведно. Бидејќи, чувството на демократија е побитно од што реалноста. Само пази, тој систем, иако беше толку прекрасен, се распадна само од себе. Никој не го распадна, само од себе се распадна. Војните дојдоа отпосле. Лошо е и ќе биде полошо. Дали се игра голема политичка игра? Не е само за криминал. Се ова е типов ајсберг. Да се покаже дека оваа држава не функционира, дека не ја бива, дека не може да се раководи сема, па сега да едниот народ да си ги земе едните луѓе, другиот народ да си ги земе другиот луѓе и да завршиме работа. Ја не добив ишарет дека имаме некој на линија. Затоа и толку мелам. Ја извини, ке затнев муцкава одамна, никој не ми кажа дека имам некој на линија. Извини, повели во програма си.
Здраво, повели. Ќе зборам за темата, ќе зборам и за глупите протоколи за дојави за бомби и пред да почнам да зборам мал сарказам ако може, нема да се наљутиш. Ќе отворам приватна телевизија, ќе ја водам емисијата, ќе имам монолог и ќе те ставам да ме чекаш да те уклучам емисија 30 минути. Извини, значи немав појма дека чекаш на линија. И затоа обично мелам, јадам бурек, викам нема никој. Оти пред да почнам да јадам мушмули, праша, викам има некој на линија, нема. И не доби фишерот дека некој чека. Извини, молим те, до крај емисија. Убаво си ги средив мислите сега да почнам за темата. Значи вака, во Македонија од ден во ден не се живее безбедно. Се полошо и по-небезбедно. Значи, во државава, или во секоја држава, во светот, значи, не може една држава да го искорени наркокриминалот. Тоа е секогаш на врво. Секој друг криминал е метастаза на него и подоле си функционира. Нашата држава направи голема грешка. За да ти го одржуваш криминалот, значи ти нема ниједна земја да го искорени криминалот 100%. А поготово наркокриминалот нема шанси. Само треба државата да го контролира криминалот. Да го контролира до оној степен да фактички да владее над него. И тогаш ќе биде се окей. Оваа власт им дозволи една скала криминалот, наркокриминалот да се качи над власта. Фактички да се инфлуенцира во власта, подмитување, купување, финансирање кампањи вамо-тамо, навлегоа како метастази во полицијата, најголеми метастази наркокриминалот влезе во судството и они почнаа да доминираат со власта. Тогаш искочи од контекст целава држава. И затоа дојде до овој степен каде што они, кога почна више да контролираат власта, се јавуваат многу луѓе кои што сакаат тоа да го прават. И тогаш почнува тоа кав ги расправи и почнуваат чистките. Јас ќе владеам, ти ќе отпаднеш и ќе почнат едни по едни вака да се ликвидираат и да се чистат. Тоа не чини. Да се самата држава го има направено тоа. Затоа што државата им дозволи на нив. Со нив се слика, на прослави со нив, судииве не ги казнуваат. Не знам, што ти кажам, криминал во секој чекор навлезен. Не само наркокриминалот. Значи, под него, више, тој другиот криминал е раширен во сите пори. Гледаш, автобуси излегуваат преку граница, нема лиценца за транспорт ни ништо, си вози, прави сообраќајки. Самата фирма што е туристичка си има она нејзина агенција за регистрирање на автобусите, па после неисправни автобуси си одат, погинуваат луѓе тамо во 40-50, нема никаква одговорност. Вамо болницава се запалила, нема никаква одговорност. Друг дурмоту со автобусот тамо, тој криминал сега тој е навлезен во судството и тамо се тера предмети се застаруваат и они самите криминалци си взимат сила, си викат, гледе, овој не го осудија, ја ќе терам така. Ќе тераме така. Гледе колку луѓе изгинаа, само у Дурмотур, само у модуларната болница и во Бугарија автобусот. Колку луѓе загина, никој не одговараше. Никој. А ова што беше за 27 април, луѓено нема ниту една жртва, по 100 години ги осудија уште сеат у затвор. Тоа е демонстрирање на сила, да сите се плашат, за да може да обстанат на власт, за да контролираат со власт, ама не може да контролираат ако се здружат со криминалот. И сега кај нас се деси тоа. Криминалот надвладе над власта. Јас по мене, значи јас си мислам дека ова не е чистка на криминалот, помеѓу себе да се ликвидираат. Ова е
више власта не може да им дозволи на нив да ја направат втората скала на нив и сега да им ја симнеме едната скала, со тоа што тие што прават проблеми да ги тргнеме, а овие другите ќе се исплашат, па пак ќе дојдеме да умилираме на нив и така ќе го држиме криминалот. Они, ја мислам дека тоа се случи сега, пред некој ден. Ама, што за ова е многу лоша работа. Искочено од контрола, власта им дозволи на криминалците да они владеат со нив и што да ти кажам? Нема, кога немаш прави луѓе на права функција да може да ти го водат тој ресор, ќе ти искочи од контрола. Еве, како например сега, гледај која глупост, кои се тие стручњаци што ги направиле протоколиве за новите, за дојави за бомби. Па како? Ќе се јавиме да ги сменат мејловите или да ги избришат мејловите, да не може да доаѓат дојави за бомби. Па јас ќе се јавам у пилјарата и ќе кажам, ало, у тоа школа, у толку сати им има бомба поставено. Па нема тој да пријави од пилјарата у полиција, слушаме ми стигне на мејл ми стигна дека таму има бомба. Што глупости трескаде? Што има врска тоа со мејловите? И гледај сега, на директорите им кажале, чистачките секој сабајле пред да дојдат ученици да ги проверуваат кантите за отпадоци. Леле, Господе Боже, па ако е таа бомба тамо, таа чистачката знае како изгледа бомба? Се разбира? Полицајците не знаат како изгледа бомба или како треба да земем. Полицајците ги ставиле да го обезбедат местото. Колку луѓе има што треба да речеме, например, ако има 100 дојави на бомби, они нема толку полицајци во антитероризам, треба да има 100 полицајци кои што има завршено курс за антитероризам, кои што знае да препознае како изгледа бомба и како да речеме, например, да ја обезбеди или да ја отстрани или да ја активира. Они стајле полицајци, што полицајци го стајле таму? Зашто? Тоа ли се протоколи, бе? Ја ви направам протокол за 20 сата ќе се реши проблемот. Ама они не икат, затоа што они сакаат да си вака да си тераат, да си. Што знам што ти кажам, разочаран сум. Глупости невидени. Да те прашам нешто, дали може? Може. Кажи ми, дали е ова некоја, да речам, инцидентна случка или е ова борба на струи, мафијашки, политички? Ме интересира твое мислење. Дали е ова само им излезе, бидејќи вака јавно, кога ќе се направи екзекуција, мислам дека и порака. Пази, значи добро организирано, облекување во униформи, точно знаење, значи со сценарио, значи планирано. А планира, значи џанак не ти планира. Некој што се изнервирал не ти планира. Ова некој го испланирал, платил луѓе и ги пратил да извршат. Што мислиш, што е пораката? Кога веќе, пази, секогаш имало мафија и пресметки меѓу мафијаши. Ама обично ќе ги најдеме телата, не знаеш што се десило. Ти текнува? Ова е јавно. Ова е направено сите да ни е јасно што се дешава. Што се дешава по тебе? Што е пораката? Ако не мислам кај нас страв да има. Што е пораката кај тие што знаат? Јанко, ова е пораката така што почна да ја преземат власта тие. И овие се уплашија више дека почна да доминираат со нив и дојда до заклучок дека мора да го решат тој проблем. Да им ја земат почетокот на власта со тоа што ќе удриме каде што треба, да се исплашат другите, за да може да доминираме. Ја по мене мислам дека ова не е помеѓу себе банди, тие си го тера бизнисот. Јас си терам у Грче, ти си тераш у Рачиново, нема што да се мешаме, тоа било веки векова така, нема врска тоа за банди помеѓу себе. Ова ја мислам дека е нешто власта сака да ги смири, зашто многу звесна, почна многу да им прават проблеми, многу да им бараат нешто што не треба и ова е како една порака. Ова што е дојдено е по мене професионално. Ова ако беше да речеме например банди помеѓу себе, нарко банди да си го прават, тоа ќе влезе, ќе фрлеа бомба, ќе испотепа и живо и диво и све таму. Значи тоа они така прават. И во цел свет е така. А ова е дојдено стручно, професионално, обработено како од А до Ш. Третиот таму што присуствувал му дадено порака дека не сме да се убие само тие двајца,
третиот почнал да дига джева. Само му удрили шлаканица по нога, пријатно со здравје, си е заминато и чистено, како чисто ко суза. Ова е професионално направено само по нарачка. Што мислиш нарко ова памтам сега? Помеѓу себе да се тепаат кланови, не се тепаат така. Тие влегуваат онатре, тепаат и живо и диво и пукат меѓу себе. Сум гледал, сум читал и други истории, знам како било тоа. Ова е нарачано. Нарачано нешто од погоре, да се реши, да се даде како една порака, дека треба да се седат мирно тие. По мене. Викаш ќе се смири сега ситуацијата или ќе иде кон уште полош? Не, ќе се смири. Ќе се смири. Дадена е пораката, дека ако Па добро. Бесне, дека и нив си ги снајде исто. Предпоставувам, што значи овие смирувањето ќе го прогласат за успех, ќе има некои жртви уапсени, тоа сигурно ќе има нешто, нели, за јавност, ќе има жртвени јагниња и сите ќе имаат чувство дека овие го решиле тоа, дека се безбедни, ете за момент само било афект и пак ќе се ги изгласаат, нели? Да, ама нема да има по мене апсења никој, затоа што ќе прогласа дека лицата се од надвор дојдени. И не може да се ступи у контакт со нив и пријатно со здраве, така ќе си остане. Кој ќе го купи тоа дека се лица од надвор дојдени да екзекутираат некого у скопска кафана? Тоа... А Јанко, чека да ти кажам јас. А што мислиш ова како е направено? Ова вака го прават и директно мафиите во Америка? Да, види, уствари во секој случај, нели, цело време од ТВ27 даваме нивниот прилог кој е можеби најсоодветен во целова работа, каде што гледаме опожарено возило на излез од градот, што значи ги избришале трагите и јаздувале надвор од земјата, најверојатно. Но знаеш како? Слушај, ако веќе гледаме филмови, ја од филмови знам дека, слушај Јанко, вака, тебе ќе те оапсиме, ќе те обвиниме, ќе те осудат 10 години, ќе одлежиш 5, со попуст 3, 2 години полуслободно, за тоа ќе добиеш кешарица толку. Ја ти гарантирам дека имаш барем 10% од држава кои се спремни одма за такво нешто да го направат. Се сеќам кога поставив прашање дали би ги одлежале годините Боки што ги заработи за парите, нели, за торбата Луи Витон, па да ти кажам секој трет одговор беше да. Знаеш ли што ќе се деси сега? Не знам, кажи ми. Сега, за да замачкат очи, ќе влезат од Грчец, утре денеска за утре, ќе исплапса тамо, ќе најдат неколку дрога, ќе се посликаат, ќе најдат и Ларачино, да име успешна акција, да јариња, сега ќе да скренат внимание од ова. Ќе видиш? Значи, секогаш од увек ова власт која била на власт, ова СДСМ која била на власт, секогаш така правила. Едино рейтингот, сега ги вади да го донесат Груевски. Абе не може да дојде Груевски испеа на работа, си помина тоа. Не ме разбираш. Да го депортираат Груевски, да го уапсат у гепек, да го вратат назад. Они имат уште ноќна мора од него, уште милион години, само некој да спомне Груевски, они се тресат. Па треба да го донесат, да го пикнат у затвор, да му свирнат едно куршумче и да завршат работа и готово. Јас, значи да завршам, да не држам време. Се шегувам, ја го карикирам, она што Груевски го кажа, дека побегнал баш затоа што имало наредба за негова екзекуција според неговите сознанија. И тоа го карикирам. Не дека посакувам било кому, било каква смрт. Мораш да се објасниш, леле, какво време дојде. Шубаво си. И тоа ќе се среди, знаеш. Знаеш што, кој ќе си дојде нова власт, кој ќе дојде, ако сака да остане на власт и да може да тера натака, мора подхитно да го искорени од нула судството. И полицијата, тоа све што се корумпирани, побрзани началници, инспектори со овие босови, мосови и тие некои си таму джананци, мананци, све да се изчисти, тогаш тоа ќе треба многу долготрајно. Не може тоа за една година на власт, тоа година, 2-3 да се среди тоа, тогаш може би ќе има некоја искра надеж дека ова држава ќе може да се живее. Додека не се направи чистка во судството, како може човече суди она академија за суди? Јас се сеќавам, беше
за да учествуваш, да се пријавиш да учествуваш во Академија за судии, беше условот еден, од број еден, да знаеш, да владееш, да говориш англиски. И кога видел дека никој од ДУИ не знае англиски ова, и што направија? Да го познава англискиот, да знае што е yes и no. И така ги набутаа у напредни вештини на социјални мрежи. Абе, оде тамо. Или, што, CV-то пишал, знаел Word и Excel знаел да користи. Па, нека пише... Фала ти, другар, биди ми поздравен, лека ноќи, пријатно. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Разбрав дека има. Ало? Добро вечер, повелете. Добро вечер, Јанко. Повелете во програма сте. Ја слабо те слушам, кој што рече оне, ама не е битно. Ти сигурно добро ме слушаш. Така? Да. Одлично. Вака сега, ова е премногу сериозна тема и морално е да се јавам вака како почест гледач. Секундарно и морално. И морално, што вика овој Пиги. Од среќна 49-та. Вака сега, ќе кажам само два примера, обично зборувам од искуство или од стручност. Лично имав еден случај, што јас по принцип сум човек кој што ги решава работите на мирен начин. Криво, право, Господ рекол, со правдината на прав пат, разбираш? И сметам дека немам никакви проблеми. Арно, ама, пред некоја година, да не кажам колку, некој ми врти на телефон и ми вика куршум за тебе во чело. И грб затвара телефон. Ме саѓаш ли? И сега, гледам таму, маскиран број. Што да правам, бре, мајка, да се размислувам сега, да сум направил нешто со комши, со пријатели, немам нешто посебно. Ти си јадал бурек кај Јанко. Така. Викам, може за тоа да... И ја ни 2, ни 3, после пола сат, викам, идам у полициска станица. Какви се дасен, јас си отидов да си пријавам. Паметно. Човекот, коректен, ме сослуша фино, гледа, сериозно му зборуваш, вика, прави записник се, у колку саат, каде било, шо било, и вика, абе да не имаш со некого нешто, вика, шо работиш? Па ништо, викам, имам некои имотно правни работи со фамилија, знаеш? Добро, вика, фала. Оди си, вика ти. И сега ти кажувам што се случува после тоа. Епилогот на крај. Тој човек да ти даде налог кај операторот, да се испита од кој телефон се јавил во тоа време кај мене, разбираш? И го нашол. Испадна ни 2, ни 3 братучедот, разбираш? Добро, не е битно. Што е поентата? Поентата е дека во вакви случаи треба да се пријави во полиција, затоа што тој што е регистриран таму влегува во тефтер. Ја на братучето му викам, ќе ти простам сега, за да не идеш у шутка, зашо одма ќе го однесе таму. Чекај, тебе муабетов ти е за бомбиве или за што? Абе, во принцип за безбедност на секој од нас. А за бомбите сега ќе кажам после тоа. Не. Абе, бомбите не ми менем. Ние имаме пукања на улица, цела вечер збориме за тоа. Па сега, кој е првиот чекор од овој заканата? После тоа е пукањето. Добро. Сваѓаш? Не, добро. Ама тој се заканува, од кај знам дека утре ќе на улица ќе пукне у мене. Не, се е во ред и ти како дамата за автобусот, зборите точно, ама знаеш она, од правецот бегаш и оди после у друг правец муабетот. Сакам да го оставам фокусиран, бидејќи си ми редовен гледач, добро збориш, паметен си, да го оставиме. Ние имавме пукање цела вечер, за тоа збориме, за криминал и небезбедност. Ова, јавување во автобус, насилство, дрн, јариња е naked balls. Ова е гинење по улици. Збориме и за колатерал. Така што прашањето е, дали се чувствувате безбеден? Значи, не може телефонски... Иначе, да ти кажам, одма. Уопште, телефон иде, зошто мене никој не може да ми се закани? Кога си ја земав пред платата, видов таму, викам, шо значи ова? Тоа значи, вика, да нема прикриен телефон, ниеден кој ви се јавува. Ке доплаќате 150 денари месечно. Добро, значи има чаре за тоа. Давам 300 и сите телефони што ќе ми задзвонат, ги гледам. Имаше неколку обиди, му викам, ало, дечки, ти го гледам бројот. Викам така да, немај, џабе. И
научија дека не можат. Така што има ова. Тоа е најмалиот проблем во целава работа. Ти, младичу, не искачаш од дома. Ние затоа сме рад, седиме пред телевизор. Ама секој млад човек сака да излезе, ќе седне у кафана. Не знае што може да те најде. Биди ми поздравен, лека ноќ и пријатно. Добро, се согласувам. Да. Вака сега, по однос на насловот на темата, јас само една реченица ќе кажам. Ова ти е систем Ал Капоне. Не знам во таа област и не можам да коментирам. Биди ми поздравен, лека ноќ и пријатно. Може уште нешто да кажам? Да, повели. За училиштата го сметаш ли во оваа тема? Добро, повели. Го слушав твојот гостин два пати, како се викаше, го Сенат заборавив. Арнуч. Два пати го слушав внимателно и многу ми е јасно, ја познам и таа област прилично. Што вика Чарето? Чарето е дигитализација на системот, на државата, на сите институции во системот. Не секој сам си направил систем и не може да се поврзе. Не треба да ги бркаш тие по нив да трчаш, него во стартот треба да ги прекинеш. Многу ми е јасно што треба да се направи. Те слушнам што кажа. Фала ти многу, лека ноќ и пријатно. Така, ајде пријатно. Порака имам, што? Добро, гледач имаме, добро вечер. Пиши ми. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Слабо се слушале, добро. Ке си кажам тоа што сакам да си кажам. Иако темата не е за обично зборење, затоа што пукањето не е најобично, што се вика, нели сега се плашиме ако поминем низ улица некој да не испука. Не сме од вчера. Овие пукања се повторуваат на секои 2 до 3 години и тоа се е истата тема. Значи се е со наркобизнисот. Единствено ова што беше пукањето тука со тие врските од батенци, само тие се фатени. Ова другото све, мислам ако се сложувате со мене, не е ништо фатено, мислам дека се оставени сами меѓу себе да се расчистат. Тоа што се прават врски кобијаги со полиција, нешто, тоа нема врска. Тоа се повеќе за да паѓа довербата во државата. И што би имали доверба кога државата, кога нема сили како да се справи со таквите луѓе, ги остава сами да се решаваат. И тогаш ние живееме не е ни Америка 34-та, како што имаше, нели таму слика некоја. Туку живееме у време кога има нешто појако и од самата држава, или самата држава остава ние да се осеќаме несигурни за да не бидеме веќе тука. Тоа го кажав и јас на почетокот. Али смислата е што не може никој мене да ме натера, дури во несигурна држава, да ме натера да не живеам тука. Тоа е проблемот што ќе треба он да го свати, дека не може на сите нас да влие стравот. Тука е проблемот и тука веќе доаѓаат и тие што зборевме, мислам ти што збореше за слободни избори, дали се слободни, дали не се, тука се врзуваат и политичките работи, тука се поврзува и довербата у судството, тука се поврзува и изборот на суди, што значи во секој сегмент од државата се става црвот на сомнежот. Црвот на сомнежот ќе работи се додека ние самите не сме свесни. Не сваќате, има една интересна работа зашто во Западот се живеело среќно, а во Истокот не, нели на времето комунизмот, или малце после тоа, колку што јас ја сватив работата, парафразирано, вика, ние на Истокот барем не веруваме у глупостите што не ги пласираат, вика, на вести. Ние тука, гледате сега меѓу себе, сами си збориме, луѓето си дават решенија, си дават размислувања, што значи луѓето се разбираат што се случува. Не може ние само да веруваме на нашиот председник или на било кој да е таму во владата. Ти благодарам за јавувањето, му дадов знак на колегата од режија, тука да ја затвориме емисијата. Динамиката намерно ја правев така, ако некого навредив се извинувам, не ми е тоа намерата, повеќе ми е да направиме драматуршки ефект, да бидеме пофокусирани, иако е ова јади бурек, сепак сериозна тема и може и со несериозни
влезови како моите, секако дека имам колеги кои многу покамерно, многу попрофесионално ова ќе го извозат и така натаму, но мислам дека сите вие до еден бевте извонредни. Лекција одржавте на парламентот, на власта и на партиите од власта. Што мислите, како мислите, кај се проблемите? Дали се школо, дали се автобуси, дали се криминал, дали се судство. Све им кажавте, без оглед дали се сложив ја или не. Важно е кажано. И они ќе глумат лудило дека појма немаат. Кој гледа ја го јади бурек? Гледаат, знаат, све допира до нивни уши. Прашање е што ќе преземат они за тоа и дали воопшто можат, до каде е отидено. Ароганцијата и препотенцијата на една власт која паѓа е обратно пропорционална со нивниот пад. Колку повеќе паѓа, толку е по-раскалашена. Рим, едно општество, една цивилизација кога пропаѓала они, се биле поарогантни, порококо, правеле глупости 300 чуда. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.